Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за Сидарта од Херман Хесе во ова ново убаво издание на издавачката куќа 3. Преводот е на Слободанка Поповска. Ова е дел од една понова едиција на класици, современи класици, така со убави нови корици. Херман Хесе е сигурно еден од најчитаните писатели на 20-тиот век, писател со швајцарско-германско потекло. Ја добива исто така некаде во 40-тите години и Нобеловата награда за литература. Освен Сидарта, многу познати романи му се и Степскиот волк и Демијан, например. И е писател кој што воглавном се занимава со човековата потрага по смисла, се интересира за мистицизмот, пријател и со Карл Јунг, значи во тие години живее. Она што би требало најпрво да се знае за овој роман, според мене, е дека ако ви е познато дека Сидарта го тама името на Буда пред да стане Буда, и може да очекувате дека ова е некаков биографски роман за Сидарта, за Буда, меѓутоа тоа не е, ниту пак е роман во кој што може да му пристапите со идеја дека ќе научите нешто за будизмот, меѓутоа ова не е роман првенствено за будизмот, иако будизмот е присутен, меѓутоа не е таков роман. Сидарта може да го ставиме во онаа група романи, така наречени алегориски новели или романи, во кои што да речеме со одредени метафори и символи писателот се обидува да ни представи нешто друго во позадина, да речеме, како што тоа е случајот една од најпознатите алегориски новели е Животинска фарма, например, или Патот на поклоникот од Бањан, или можеби да се има многу, меѓутоа можеби да се земе Господарот на мувите. Значи, и мислам дека и Сидарта може да го гледаме како алегориски роман, со тоа што прикажана ни е преку животот на ова момче Сидарта, прикажана ни е човековата потрага по смисла. Тоа е главната идеја, главната мисла всушност во овој роман, дека тоа е човековата потрага по исполнување, по смисла, по будење, по самореализација или како да се нарече тоа. Го гледаме, тука се работи за едно момче по име Сидарта, кој што е припаѓа на таа каста на брамани, во кој што се истакнати луѓе, меѓу кои се и свештениците. Момче кој уште од мал едноставно е интелигентен, едноставно сјајно момче кое што разговара, се интересира, разговара со големите учители брамани, заедно со неговиот пријател Говинда, кој што секојаш тука со него. Меѓутоа, во кратки црти ќе ви го раскажам романот, за нема да ги откривам сите детали, за да може, ако не сте го читале, да го прочитате и да уживате. Незадоволен од само повторувањето на одредени учења или принесување жртви, тој ќе реши да го напушти домот и ќе оди да им се придружи на саманите, тие патувачки аскети, духовници. Со него ќе тргне и неговиот пријател Говинда, меѓутоа по некое време тој сваќа дека саманите и немаат што толку да го научат, ќе ги напушти. Меѓутоа Сидарта и Говинда ќе дознаат дека на едно место поучува возвишениот, разбуден, просветлен Буда, кој што го следат многу следбеници, ќе се сретнат со него и Говинда ќе биде воодушевен и ќе стане негов ученик, меѓутоа Сидарта нема да може да го направи тоа и во еден разговор со Буда, со Готама, тој ќе му каже всушност и ќе му рече, го цитирам, никому, така мислам јас, о возвишен не му е даден спас ни изучење. Никому, о возвишен, ти не ќе можеш со зборови и со учење да му кажеш што ти се случувало од тебе во оној миг на осознавање или на просветление. Со други зборови, Сидарта сака да каже дека какво и лично просветление да доживеал Готама, дека тоа не може да се преточи со зборови, дека личното искуство не може да се претвори во учење кое што би важело за сите, туку дека тоа е лично искуство. И тој ќе продолжи по неговиот пат, ќе премине преку една река, која што подоцна ќе одигра многу важна улога во неговиот живот. Сплаварот ќе го пренесе од таа страна и за прв пат тогаш всушност тој ќе се после сите тие целата аскеза, после сите тие молитви и жртви ќе стане свесен за она околу него, ќе ги слушне не знам штурците или ќе ги гледа дрвјата, зеленилото, ќе го слушне звукот на реката и тогаш ќе свати дека всушност тој пробувал да се одрече од своето јас, меѓутоа тогаш
негова главна цел ќе стане да се само спозна и да види кој всушност е Сидарта, кој всушност е тој самиот. Меѓутоа ќе дојде во еден град, таму ќе се запознае со една куртизана по име Камала и преку ќе почне да работи за еден богат трговец и ќе влезе во така наречените земски човечки задоволства, во страстите на љубовта, на сексот, во задоволствата на правењето пари, во храната и ќе почне да го искусува животот на таков начин до точка кога едноставно свати дека ни тоа не е решение и дека и тоа е подеднакво не е патот и ќе му се згади од тоа и ќе го напушти сето тоа и ќе се врати да живее со сплаварот, ќе остави се да живее со сплаварот кој што живее покрај таа река после многу години, целиот скршен и потрошен. Пата ќе помине време со овој сплавар, откако на работна очеот ќе дојде кај него, спремен да падне во водата и едноставно да заврши со својот живот. Меѓутоа ќе се разбуди во тој момент и ќе биде со него подолго време и во овој сплавар ќе види дека Буда веќе ги оставил нештата и дека ги осознал нештата, се разбил и тој ќе замине на некој начин сметајќи дека неговата работа е завршена, иако тој не е никаков самана, не е никаков учител, тој ќе си замине и некаде при крајот на романот доаѓа повторна средба меѓу Говинда и Сидарта. Говинда нема да го познае. Говинда ќе му каже дека слушнал за тој сплавар кој што е мудар, кој што доживеал просветление и дошол да го види, да поразговара со него. Меѓутоа најпрво нема да го познае, меѓутоа после ќе се откријат еден на друг и Сидарта всушност нема да му даде никакво учење и цело време ќе го порекнува тоа и во еден момент на кога ќе му рече да го бакне на челото, всушност тогаш и Говинда ќе може да свати, речеме како еден проблесок на просветление, на откровение, се што внатре се случува во Буда, всушност дека сегашноста, дека сегашниот момент, дека она што само преку искуство може да се искуси е патот до просветлението, дека не е тоа прашање на догма, не е прашање на учење, туку дека всушност е личен пат на секој еден човек кој што треба да се разбуди за она што е тука во него и дека секој едно нешто има свој контраст и така што како што доброто има контраст во злото, како што светлината има контраст во мракот, дека сите тие нешта треба да ги прегрнеме и само така можеме да дојдеме до просветление, секој нели на својот личен пат. Ова една, иако можеби јазикот на Сидарта и стилот може да биде малку така да изгледа прозаичен и премногу поетски на моменти, сепак е многу така силно дело, би рекол непретенциозно дело, многу фино е раскажан животот или патешествието на овој човек на 100 и нешто страници и мислам дека вреди да се прочита Сидарта од Хесе, дека еден приказ на човековата потрага по смисла или по исполнување, како што реков, во будизмот, да речеме, тоа би било будење, меѓутоа повторно ќе кажам, ова не е роман за будистичкото учење, затоа што сепак ова некој микс на едноставно учење до кој што Хесе, да речам, дошол самиот барајќи неверојатно нека комбинација од микс од неколку учења, имајќи го будизмот како основа. Така што ве оставам со овие зборови, ве поздравувам, следуваат уште многу видеа и тука ве оставам со звукот на реката која што, ако дозволиме, може на сите да ни зборува.